Запалени свеќи, молитва, прирежани кулачи и осветено грозје. Причест по неколкудневниот пост, Православната црква и верниците денеска го чествуваат празникот Преображение Господово. Според старите обичаи, од денеска започнува и сезоната на грозјето. Празникот Преображение Господово по својата смисла и значење за човечкиот род е еден од централните христијански празници. Се базира на настанот на Христовото преобразување, тоест покажување на неговата божественост пред најблиските ученици Петар, Јаков и Јован на Таворска гора. Со преображението ја искажувал славата на неговото божество. Потполно се изменил, не личел на обичен човек. Лицето негово светело како сонце, а лишчата му станале бели како светлина. Истовремено се јавиле Мојсе и Илија, представниците на Старозаветниот закон, кои го подготвувале патот на Христовото доаѓање на земјата. Гласот пак, штом се слушнал од небото на Бог Отец, ово е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја, него послушајте го. Го потврдил Христа како Бог. Христовото предображение не помало значење има и во закрепнувањето на верата на неговите ученици. Не ли му предстоеле страданија на Христа, па тој сакал да им ја зацврсти верата и да ги увери дека тој по своја волја им пристапил. Познато ни е дека Христос им зборувал на учениците, дека он треба да отиде во Иерусалим да пострада многу од старешините, првосвещениците, книжниците и да биде убиен, а на третиот ден да биде воскреснат. Секако дека тоа можело веднаш да биде сватливо за учениците, ако не било подкрепено со славата што Христос ја пројавил во гората Тавор кога бил преобразен. Христовото предображение за нас христијаните е спасоносен акт што го потикнува верувањето во нашето предображение. На овој ден првпат се јаде грозје отпијано и благословено. Титовци доаѓаат во црквите да запалат свеќи и да се помолат за здравје. Преображението, кажува како празник голем пред Богородица и затоа доаѓаме во храмот и му е патронат Богородица, доаѓаме и во првата леземе од дома, така да се третнеме некои постизема тајн за тоа. Празникот Преображение представува голем празник за христијанството, бидејќи носи радост, здравје, среќа и битно е на овој празник дека за прв пат се јаде грозје. Грозје се јаде севте, кој пости ќе се причести. Голем празник е Богородичин пост. Празникот Преображение Господово спаѓа во големите празници што ги празнува Светата Христова црква и има значајно место во животот на нашиот народ.